Јас одбрав една тема за денеска, можда малце невообичаена. Често пати зборував есхатологија, сега не. Мојата тема гласи чудата и знаците низ историјата. Вие знаете, нас не викаат протестанти или уште реформирани христијани. Бидејќи ние се држиме на принципот само писмото. Всушност има 5 принципи, но ова е еден од најважните, или на латински сола скриптура. Таа парола ја исфрлија реформаторите во 16 век. Тие се побунија против традиционалната црква, бидејќи во неа видаа многу неправилности, многу измислени правила и суеверија неугодни на Господ. Но денес, одново, меѓу протестантите се појавуваат многу така наречени чудотворци, кои чинат и бараат знаци и чуда, тврдат дека тие дарови ги добиле преку Светиот Дух. Тука ќе дискутираме малце и ќе анализираме дали е тоа исправно. Ако истражиме подетално, ќе видиме дека во сите религии има некакви чуда и знаци, и тоа верување во тие чуда и знаци ги одржува припадниците на тие религии да се цврсто врзани, да не можат да одат, да барат вистината. Уште во старозаветно време пророците Божии ги предупредуваат да луѓето се држат и управуваат согласно на веќе објавениот Божи збор. Сигурно вие може да замислите дека објавениот Божи збор не бил секогаш истиот. Кој бил објавениот Божи збор на Адам и Ева? Тие немале Библија. Нивната Библија била само една реченица. Никако немојте да јадите од плодот на дрвото на познавање на доброто и злото. Бидејќи ако јадите, ќе умрете сигурно. Тоа била нивната Библија, само тоа требало да го послушаат. А ние знаеме дека денеска Библијата е толку голема што треба цел месец да ја прочиташ. И тоа деноноќно да читаш. Значи, Божите пророци предупредувале луѓето да се управува според објавениот Божи збор. Но тука и човечкиот непријател, сатаната, кој го излажа првиот човек и жена, тој сака да го наметне својот збор, наместо Божиот збор да се послуша неговиот збор. Тој на првите луѓе им рече: дали на вистина Бог ви рече? Не, вие нема да умрете. Сатаната и денес го прави тоа на изглед на други начини. Првиот начин е рационално сваќање на светот. Рацио значи разум на латински. Сите процеси во природата се третираат и објаснуваат разумски или на научен начин. Тие велат чуда не постојат. Тие велат дека чудните настани во Библијата се митови, легенди и треба да ги сватиме тие алегориски. Тоа што пишува така не значи тоа, него не значи нешто друго. Но чудото не може да се толкува научно. Кога би можело, тоа не би било чудо. Сепак, науката не е во спротивност со Библијата. Она што е научно докажано е во согласност со Библијата. Меѓутоа, науката не може, ја нема целата вистина. Таа постојано истражува, ја бара вистината, ја наоѓа, но незиниот развој нема крај. Вториот напад да се промовираат овие нови чудотворци, што ги реков, тие се многу амбициозни, некои од нив. Дури викаат, има и нови пророштва. Меѓутоа, пророштвата се запишани во Библијата, нивните пророштва ги нема таму. Значи, има некои се представуваат како нови апостоли, има во Скопје на апостолска црква, нова апостолска црква во Карпуш, близо до баптистичката црква. Значи, пророци, чудотворни исцелители
сите наводно работат со Божје допуштење и Божје благослов. Ако ние ги слушаме овие луѓе, ние треба да го занемариме Светото писмо. Иако овие двата метода се на изглед спротивни, сепак нивната цел е иста. Верниците треба да го занемарат Светото писмо. Зборот дар на грчки се вика харизма, затоа овие христијани се наречени харизматици. Ние, ја верувам, може би сите од нас или повеќето, веруваме дека тие дарови престанале, од англискиот збор to cease, значи ги викаме цезационисти. Јас сум цезациониста, вие не знам. Харизматиците веруваат дека денешните верници треба да добиваат нови објави од Бога, да чинат разни знаци и чуда, да лекуват болни, да пророкуваат и да говорат непознати јазици. Ова последно во непознати јазици многу големо значение му дават, а всушност му треба и најмало значение, зашто и тогаш во времето на апостол Павле тој дар бил најмалку значаен и тој знак, фактички, тој дар служел да им каже на евреите на еден индиректен начин дека сега дојде време и другите народи да дознаат за спасението. Бог се обрече на другите народи, затоа на други јазици. Тие јазици биле живи говорни јазици на соседните народи. Меѓутоа денеска се појавуваат некои чудни, неразбирливи говорења, што може да се постигне со хипноза, и ги има во некои пагански религии. Чудно е тоа. Новиот завет постепено ги гаснел тие. Значи, според апостол Павле, во Прва Коринтијаните, таму вели дека тие дарови постепено ќе исчезнува, затоа што тие го вршеле својата функција тогаш, за тогаш. Сретнав една интересна проповед, еден така значаен проповедник во Америка проповедаше пред една црква, знаете какви се американските цркви, можда 500 до 1000 души на едно место. И ми вика, знаете што вика? Исус Христос никош не проповедал од Новиот Завет. Некои се насмеа, некои се зачудија. Ја би релел дека и апостолите не проповедале од Новиот Завет. Што мислите, зошто? Па затоа што не бил уште напишан. Апостол Павле што проповедал? Проповедал од Стариот Завет. Тоа и тоа пророштво, тие стихови сведочат за Спасителот Исус Христос. Тој живееше, го видовме, вака направи, така се случи. Тоа било нивната проповед. Дури ни посланијата не биле напишани. Историјата покажала дека многу лажни учења се повторуваат. Например, уште во вториот век имало едно движење меѓу христијаните наречено монтанизам. Некој си Монтано се појавил и тие верувале слично како сегашните харизматици, верувале во јазици, пророштва и чуда на излекување. Црквата во почеток го осудила учење, но постепено многу од тие пракси навлегле пак и во традиционалната црква. Како се појави во денешницата ова учење? Во 1906 година во Лос Анџелес, во црквата во Азуза Стрит, некоја протестантска црква, се појавило ова учење и оттаму се расширило низ целиот свет. И на тој начин паролата само писмото, која наследивме од реформацијата, во праксата се заборава, иако формално често пати се промовира и се фалиме со неа. Овие појави денеска некако се има една клима на помирување,
Сите сме едно во духот, вика, се состануваат харизматици со католици, со други, и викаат, нема повеќе протест. Протестантизмот заврши. Пред 5-6 години имаше едно таков состанок во Америка, најпознатите харизматици од Америка беа таму, еден од Англија им дојде како, и тој некоја титула имаше, и тогаш папата им се јави по, не да не речам по телефон, по сега модерно, преку визија, преку компјутери ги поздрави. И тоа ние го викаме денеска екуменизам. Добро би било да се прашаме кој стои зад овие појави. Бог може да прави чуда и правил чуда, но има тука и отецот на лагата и Сотоната прави лажни чуда. Неговите чуда се лажливи и злобни. Но сепак Сотоната е Божи Сотона, бидејќи тој не може ништо да прави ако Бог не му одобри. Дошло такво време да ако некој тргне по лош пат и Господ нема да се расправа со него, ќе го препушти на Сотоната. Пример за тоа книгата на Јов и неговиот живот. Тој страдаше бидејќи Сотоната го клеветеше кај Бога и Бог му дозволи на Сотоната да го испита. Но Бог во врска со чудата има план и ги прави според својата волја. Тоа зависи од неговиот план, а тоа е планот за спасение на човекот. Луѓето очекуваат Бог да делува во човечката историја, но Он си има свој план кога ќе делува. Дури пророкот Изаија во 64 глава вика, ово да ги раскинеш небесата и да слезиш, да им се јавиш со своето име на непријателите, ридовите би се треселе пред твоето лице и така натаму. И самиот Исус во молитвата им викаше да се молат, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како што на небото, така и на земјата. И ние тоа го очекуваме, меѓутоа не е дошло времето уште. Кога се разделуваше од нив при вознесението, тие го праша, сега ли ќе го воспоставиш царството Израелево? А тој им рече, не е ваше да знаете кои се времињата и периодите, што таткото ги одреди во својата власт. Значи, чуда имало, има и ќе има, но според волјата Божја, не според нашата волја. Ние знаеме дека Бог чинил многу чуда, а после вознесението чуда чинели и апостолите. Сите тие се запишани во Новиот Завет и воопшто во Светото Писмо. Ако нема чуда, нема да има ни Свето Писмо, зашто тоа е историјата. Например, 400 години пред да се појави Исус Христос, теолозите викаат нема, и евреите викаат немало објава Божја, немало пророци. Бог чутел, Бог молчел. И зато ние, за да дознаеме што се случувало со еврејскиот народ, имаме од световната историја, имаме други писатели, а тогаш се случиле настани. Тогаш евреите национално многу опаднале, имало едно мало подобрување, се спомнува во книгата на пророк Данијел. Денес има, нели, фудбалски клуб Макаби. Тоа било во чест на Макабеите, тоа е едно семејство на свештеници кои дигнале восстание против царот на Северниот цар, тој бил, да речеме, владеел денешен Ирак, Персија. Тоа била династија наследници на генералот на Александар Македонски Селеук и победиле. И околу 90 години биле независни, но после пак имале многу мака и пратиле писмо до Рим за помош. Кога дошол Рим, ги поклопил, ги поробил и тогаш не виделе бел ден. Значи, настани имало, ама не се запишени во Светото Писмо, бидејќи таа историја не е битна.
чудата се јавувале паралелно со објавата и запишување на Божјиот збор. Вие знаете дека некојаш, како што реков сега, некојаш немало чуда. Во време на робството во Египет немало чуда, но самото излегување било полно со чуда. Патувањето низ пустињата полно со чуда. Освојувањето на земјата кананска било полно со чуда. Од кога се воспоставиле таму како народ, како нација, имало поредко чуда кога се јавувале судиите во почеток, потоа пророците. Кога се јавило царството, немало многу чуда, но потоа се случиле опаѓање на царството и сето тоа е запишано. Кога Христос ја почна својата служба, таа изобилуваше со чуда. Која беше целта на тие чуда? Целта на тие чуда беше да се представи тој дека е Месијата или Христос. Христос на грчки или Месија на еврејски. Тој лечеше од секакви болести на чудесен начин, само со еден збор. Тие чуда требаше да го објават Исус Христос дека е тој Месијата и да го обрнат вниманието на неговото учење. Значи, не само дека е тој Месијата, него што поучува тој, да го слушаат. Во Јован 20 глава вика: и многу други чуда направи Исус пред учениците своји, кои не се запишани во оваа книга, а овие се запишани за да верувате дека Исус е Христос, Божиот Син, и верувајќи да имате живот во Неговото име. И апостолите покасно после Христовото воскресение и вознесение чинеа многу чуда. Значи, се уште беше потребно да се прават чуда. Затоа и апостолите чинеа чуда. Кога беше првата педесетница после вознесението, Петар на собраниот народ, бидејќи тоа беше празник, еврејски празник, Шавуот, тоа е фактички празникот на Педесетница. И им рече: луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Исус Назареецот од Бога потврди меѓу вас со сили, чуда и знаци, кои Бог ги направи преку него меѓу вас, како што сами знаете. Целиот Израелев дом сигурно нека знае дека него Бог го постави Господ и Христос. Ово Исус што вие го раснавте. Кога Јован Крстител испрати своји ученици да го прашат Исус дали е тој Месијата, Исус им рече: одете и кажете му на Јован: тоа што слушате и гледате, слепи прогледуваат, сакати проводуваат, губави се чистат, глувите слушаат, мртвите стануваат, на сиромашните им се проповеда Евангелието. Тоа е цитат од проштото Исаија 35 глава. Значи, знаците и чудата служиле за потврда дека Исус е Месија и за потврда неговото учење, кој покасно е запишано во Новиот Завет. Значи, одма мислиме сега, па што е целта на овие нови чуда, ако вистина се чуда? Не гледаме цел. Евреите вака вели: а како ќе побегнеме ако занемариме толку големо спасение, за кое прво зборуваше Господ и нам ни беше потврдено од оние што го беа чуле, откако Бог го посведочи со знаци, со чуда и со разни моćни дела и со раздавање дарови на Светиот Дух според неговата волја. Значи, Бог посведочил, а ние останува да веруваме. Евреите не поверуваа и затоа уште до ден денеска страдаат. Ако знаците се веќе дадени и со нив се потврдил Синот Божи и апостолите и нивното учење, кој го имаме во целина запишано, не се потребни други чуда и знаци. Затоа ќе заеме таков став. Како се запиша Светото Писмо? Од кај знаеме дека е тоа точно? Па самиот Исус Христос им рече на апостолите: кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе, туку ќе зборува за она што го слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Затоа ние можеме да речеме дека Светото Писмо е со божествена инспирација напишано.
Не може да се сомневаме во него. Значи, апостолите од Светиот Дух примиле учење и со надприродна инспирација го напишале Новиот Завет. Тоа е таа сета вистина која ние денес треба да ја веруваме. Откако била завршена книгата Откровение околу 100-та година по Христа, од страна на апостол Јован, тоа е целата вистина за нас, христијаните. На многу места во Стариот и Новиот Завет има строги предупредувања против лажно пророштво. Вака, парафразирано, ќе го цитирам, Откровение 22 глава. Слични се и другите, во Пета Мојсиева има и во Изрек, и во Еремија, во Галатјаните. Вика, кој ќе додаде на овие зборови? Бог ќе му додаде од маките опишани во оваа книга. Кој ќе одземе, вика? Господ ќе му одземи од благословите во оваа книга. Парафразирано кажувам, да не бараме цитатот. Апостол Павле вика, надзидани врз основа на апостолите и пророците, а темелен камен на самиот Исус Христос. Значи, темелот на црквата е Христос, апостолите и новозаветните пророци. Темел на една зграда се поставува само еднаш, а потоа следуваат зидањето. После смртта на апостолите нема нови откривенија, знаци и чуда. Тоа го веруваме ние. Штом денес се појавуваат нови апостоли, нови чуда, но пророштва, тоа значи дека нашето свето писмо не е конечно и комплетно. А тоа не е вистина. Христовите чуда каков карактер имат? Тие прво беа масовни, бидејќи се случуваа истовремено на голем број луѓе. Беа чудесни, дотогаш невидени. Имале таков карактер што никој современик не можел да ги порекне. Денешните чуда се ретки, сомнителни, неуверливи, поврзани со скандали и измами. Дури и некои филмови се снимени, така се покажува дека се лажни тие чуда. Некој проповедник се договара со некој да се прават парализирани, не знам што. Има такви филмови, може се сретнат. Значи, биле присутни на целата територија на тогашната Палестина, дури иделе луѓе од другите краеви, вика. И кога излезе на едно место, застана на едно рамно место, имаше многу негови ученици, едно чудо народ од цела Јудеја и Иерусалим, од Тирскиот и Сидонскиот крајбрежје, кои дојдоа да го чујат да бидат исцелени од нивните болести, оздравува и оние кои беа измачувани од нечисти духови. И целиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги исцелуваше сите. И други примери има, например. Некои чуда Исус што ги правеше, фактички и докажува дека тој беше Бог во некој, како да кажем, еден смисол. Ако се подсетиме на стварањето на Адам и Ева, вика, од глина ги состави, од прашина земјанска ги состави луѓе да бидат, ги оживе. Например, тој слепородениот му намачка кал на окото му стави. Символика тука има слична на создавањето на Адам и Ева. Значи, тој човек веројатно имал генетска мана, да речеме, наместо очи имал нешто што не е функционално како око. Значи, зема кал и му прави око. Тоа е едно сведоштво дека Исус Христос е Бог, како што го створи Адам. Лазар беше воскреснат од мртвите, 4 дена после смртта, кога веќе почна да се распаѓа. Апостолите исто така продолжија да прават чуда. Во Дела апостолски има повеќе цитати. Например, во 5 глава вика, а преку рацете на апостолите се случуваа многу знаци и чуда кај народот. Сите беа еднодушни во Соломоновиот трем. Така што изнесуваа болни и на улица ги полагаа на постели и носилки, за кога ќе помине Петар, барем неговата сенка да падне на некого од нив. Се собираа во Иерусалим мнозина од околните градови, носеа болни измачувани од нечисти духови и сите се исцелуваа. Значи, со истата цел и овие чуда биле, за народот да обрати внимание на нивната порака, да ги верува. И во Дела апостолски 12 глава има така. Тоа се однесува за апостол Павле,
Он имаше многу плодна работа во Ефес, градот Ефес во Мала Азија, бил тогаш многу значаен и голем град. Од неговата работа Словото Божие се расширило скоро во цела Мала Азија и Павле правил чуда на излекување. А Бог правеше многу чуда преку Павловите раце, така што кога врз болните ставаа шамивчиња или скутници од неговото тело, болестите ги напуштаа, злите духови излегуваа од нив. Значи, толку бил зафатен со таа дејност, што немал време секому да обрне внимание. Па, преку дело да лиштата ќе ги пипне да се излечат. Но што се случи? После смртта на апостолите, чудата и знаците престанале, зашто има записи од црковните татковци. Во времето на реформацијата немало чудотворни знаци. Божите чуда, извршени од Исус и апостолите, никој од современиците, дури и непријателите, не можеле да ги негираат, затоа што морале да ги признаат. Еве еден пример. Никодим кога дојде да се информира кај Исус Христос, тој дојде ноќе, беше се срамеше, бидејќи Исус Христос не беше прифатен во општеството тогашно, а тој беше човек на висока положба. Тој бил кнез еврејски, затоа што бил член на Синедрионот. Синедрионот бил врховно управно тело и за верски, и за делумно светски прашања, затоа што главната власт ја имале римјаните, се она што им дале друго да управуваат, било преку Синедрионот. Тој вака им рече, му рече на Христос: Раби, знаеме дека ти си учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави чудотворните знаци што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Значи му река, ние знаеме дека ти си од Бога. Со тоа сака да каже, сите во Синедрионот ние знаеме, сите видовме и се уверивме. Или некој друг пример, например, кога видоа дека апостолите, народот ги слуша, Синедрионот се возбуди и вика: што да правиме, овој човек прави многу чудотворни знаци. Значи признаа сите дека има. Исто и во Дела 4 глава, кога Петар го исцели сакатиот, истото го рекоа: што да правиме со овие луѓе, зашто сите жители Иерусалим ја познат дека значајно чудо се јави. Никој не се сомневал во чудата. Еве сега едно, бидејќи многу зборуваме за чудесно излекување, ние сите знаеме дека секој човек некако многу е осетлив кога е во прашање неговото здравје, и христијани и нехристијани, ама типично е за неверните, викат само здравје. Најважно од се е здравјето. Навистина е многу важно здравјето, но не е најважно. Најважно човек да се спаси од вечната казна, од пеколот. Па ја би прашал сега една тема, добро, не е важно, една актуелна вечна тема. Дали Бог денес лечи болни на чудесен начин? Како став имаме ние? Ние како христијани не негираме дека Бог и денес лечи на чудесен начин. Има многу сведоштва од верните христијани. Но Бог денес го прави на поинаков начин и со друга намера. Прво, Бог тоа не го прави преку некој славен исцелител, чудотворец, макар што таквите се повикуваат на Божи авторитет. Еве, например, има некој исцелител, Иван Исцелител Кумановско, таму лечи, идва, понекош и доаѓа во Скопје. Он е самозван исцелител. Освен тоа, тие исцелувања чудесни не се прават за да се шири христијанството, да речеме, не е за сведоштво, ниту да се побива атеизмот. За денешното лечење на христијаните имаме ние поука во Јаков 5 глава. Таму се вели дека болниот треба да ги повика кај себе црковните старешини и тие да го посетат, да се помолат над него, а не да се носи кај некој исцелител. Фактички тука Бог ја промовира црквата како една заедница која е од него призната. Црковните старешини, она е организирана. Бог денес не ветува моментално оздравување.
не ветува моментално оздравување. Нема да се... Али ние од нашите доживувања, ние знаеме дека Бог делува често пати во наше. Да ви кажам, просто, кога во некое загушено место од коли ќе најдеш паркирање, а имаш важна цел да одиш, знаеш дека ете Божјото водство ти го даде тоа. И тоа е едно мало чудо. Значи Бог чини чуда, ама некако некогаш. Бог денес не ветува моментално оздравување, не го исклучува средството за лечење, затоа што таму во Јаков 5 глава вика и да го намачкаат со масло. Сега, какво значи има маслото? Тогаш се користело маслиново масло. Денеска е познато дека маслиновото масло е лек. Само што многу тешко се наоѓа чисто масло на многу превари. Затоа ние, кога се разболиме, ние ја користиме модерната медицина и се молиме Бог да помогне, благослови раците на лекарот и постапката. Зашто во постапката може да се сгреши нешто. Ние молиме Бог да не сгреши. Јас лично сум се уверил дека луѓе што биле во болница, некои многу пострадале од некои невнимание на персоналот таму. Еден мој познат ми рече, вика, ме испитува срцето тогаш од ципито до тоа сајлата му става, што вика, до срцето, па на компјутер гледаат дали се артериите. Вика, беше петок и јас останав, вика, таму, а тие, вика, ми пробушиле нешто и страшни болови, а немаше дежурен да ја поправи работата. Значи, човекот дошол во една тешка состојба затоа што околностите биле такви. Значи, се молиме Бог да ги води, да ја води постапката, да ја води раката на лекарот. И Бог не послушува. И ние се молиме тука во црквата за здравието, за среќен пороѓај и за сите други работи што ни се потребни. И Бог ни помага. Ние знаеме дека ќе ни помогне кога работите ќе се свртат во наша полза. Имаме свое лично откровение. Значи, исцелувањето за кое говори Јаков е приватна работа, не е за јавен шоу и за реклама. Во некои цркви јавни шоу прават и дори снимаат. Тоа служи за сведочанство и утеха на самите верни христијани. Ние ќе бидеме утешени. Иако се пофалиме, може би нема да не веруваат, затоа и не треба ни да се фалиме ако доживееме Божјата интервенција. За луѓето денес го имаме проповета на Евангелието, не да ги убедиме преку чуда. Освен тоа, треба да, бидејќи Бог исцелува преку својата волја, мораме да кажеме дека се повикуваме на Божјата волја, не на нашата волја. Да речеме, Боже, те молам, помогни ми ако е Твојата волја. Ако е Твојата волја. Да не му наредуваме со викање, како што во некои цркви. Тоа е, значи, излекувањето за охрабрување на верните христијани. Кога денес би било оздравување според наша волја, никој не би христијанин умрел. Знаеме тоа дека не е можно. Сега, дарбите престанале. Кога престанале? Апостол Павле и самиот доживел даровите на излекување да престанат. Тоа е запишано во Новиот Завет. Во еден момент на својата апостолска служба апостол Павле доживел престанок на дарот за исцелување. Во Ефес имаше многу интензивна служба. Проповедаше над многу народ, а имаше дар за исцелување. Но покасно во неговиот живот тој дар престана. Не само тоа, него апостол Павле се разболел од некоја многу тешка и досадна болест. Он вика, имам трн во телото. До сега никој не знае што било тој трн. Некој вика дали не гледал добро или не знам што било. Павле вика, 3 пати го молев Господ да ме ослободи, но тој ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила сосема се покажува во слабоста.
Ова е многу јака реченица. Мнозина ова си го прифатиле во својот живот и ова реченица ги држи. Самиот Павле дознал причината. Бог му дал слабост која морал да ја трпи со цел да не се возгордее и така да наруши својата служба, бидејќи имал многу големи искуства во духовниот живот. Тој во една прилика бил на небото и видел неискажливи работи што не смел да ги опишува. Се смета дека тоа било кога во оние азијски места во своето прво или второ патување, не знам, прво го обожаваа како Бог, а после кога он рече и раскина облеките, рече немојте мене да ми принесувате жртви, го каменува, а тогаш каменувањето било такво што сигурно ќе те убијат. Ќе те удрат со камен по глава и најверојатно тој и тогаш и починал, али Господ го воскреснал. Го видел рајот и се вратил пак. Интересно е тоа, пречитали тоа место, вика дојдеа после неговите и го собраа и го однесоа. Како може човек да го преживее тоа каменување во антиката? Значи, ова е духовен феномен и кај многу луѓе денеска. Има луѓе кои се физички хендикепирани, или се болни, или имаат доживено лични трагедии, но сепак им останала силна вера и сведочат по цел свет и проповедаат. Например, Мик Вујичич, кој бил и во Скопје, дојде да сведочи. Се покажа онај како што е, без раце и без нозе. А интересното е, после прочитавме дека се оженил со некоја јапонка и има 2 сина веќе. Може да има уште деца, не знам. Ама сите одидоме да го гледаме. Ако ние веруваме и дојде болест и се разочараме, тоа не би требало да се случи. Јов, кога беше разболен, жена му рече, еве сега се изгуби. Проколни го Бога. А Јов рече, од Бога примаме добро, ќе примаме и лошо. Има една жена од Америка, Джони Ериксон Тада, случајно се повредила и го скршила вратот и живее како целосно парализирана. Слика со устата, со четкичка, а сведочи за Бога. И нивните сведочанства имаат голема улога. Ова секој не може да го разбере. Има луѓе кои имаат деца или внуци аутистични или со генетска мана. Читав скоро, вика, Де Гол имал ќерка која била, како се вика тоа, монголидна. И никош не се срамел од неја. А има луѓе кои ќе добијат такво дете, го даваат во државна управа, во болница и не сакат да се спомни дека имале такво дете. Јас познавам еден брачен пар, го дадо детето, живее во Битолско, по државна институција и морат и да плаќаат за одржавање на детето некој и нешто како данок. Не сака да покажат дека има такво дете. Али ние ако веруваме Бог, не случајно нас не го дал. Може би сака да исправи некоја мана што е во нас, некоја трпеливост. Интересно е едно, тоа било може би пред 100 години, има една песна што и ние пееме добро е за мене. Може да прочитате некаде, не заборев името на тој човек, тој бил еден бизнисмен кој бил многу верен. И во една прилика морал да се раздели од својата фамилија, од сопругата и децата, по бизнис отишол во Лондон, тие требало со брод да патуваат, бродот потонал и тие сите загинале. И тој напишал ова песна. И не ја изгубил верата. И многу други служители на Евангелието, како Калвин и Спержен, биле болни, се мачеле.
Овде не важи она световна пословица о здраво тело, здрав дух. Токму спротивното. За некој да прави греови и да биде силеđија, треба да има силно тело, но лош дух. Доказ дека Павле е изгубил моќта на лечење, например, е од Рим, кога бил во заточеништво, во државен затвор и непосредно пред неговата екзекуција, тој вика на филипјаните, а го посетил Епафродит, кој бил од филипјаните, и рекол, бидејќи болен беше на смрт, но Бог го помилува, како и мене, вика, за да не ми дојде жалост врз жалост. Слично било и со Трофим. Вика, Трофима го остави во Милет болен. Значи, не можел да го исцели. И за Тимотеј скажува дека бил болен од стомачни болести и му препорачува да пие помалку и вино. И така Бог во времето додека се комплетирала Божјата објава, Новиот Завет полека еден по еден ги повлекувал даровите дадени за знак. Насочува кон пишаниот Божи збор, а не кон чудата. Бог денес, а и многу подамна, не насочува во животот да одиме по вера, не според гледање. Сега кажеле за црковните татковци, тие се оние водачи на црквата кои биле многу познати во првите векови од историјатот на црквата. Има еден автор, Варфилд, кој ги собирал тие сведоштва и напишал книга. И нашиот проповедник Мите, и тој предава црковна историја. Тоа е за развојот на црквата и за овие, он знае се за овие така наречени црковни татковци. Например, таму се спомнува Иринеј од вториот век дека не пишал воопшто за некакви чудесни дарови. Потоа го разгледува трети и четврти век, пишува за Тертулијан, Муниција, Феликс, Оригин и Кипријан. И вели дека ниеден не говори за постојање на чуда. А Јован Златоуст, познат бил во Источното царство во Константинополис, бил и ствари главен на црквата. Тоа нешто јас сум прочитал. На едно место ја критикувал царицата и го истерале во Ерменија, отишол таму, животот го заврши, го изгубил положбата. Слично како Јован Крстител. Тој вака вели, а тој во 4 век делувал, не се расправа, и бидејќи чудата не се случуваат денес како што се случувале тогаш во апостолското време. Тогаш биле корисни, а сега не се. Од чудотворни сили не останаа ниту траги. Григорije Велики, и тој во 4 век бил, коментирајќи на 16 глава според Марко, вели, тие чуда биле потребни за да се засили верата, тие храниле верата слично како кога ги садиме дрвцата. Ние ги залеваме додека пуштат корења, потоа престануваме со залевањето. Исидор Севилски од почеток на 7 век напишал причината заради која црквата денес не чини чуда, како во времето на апостолите, затоа што чудата тогаш биле потребни за светот да се пресведочи за вистината на христијанството. А сега, откако светот е пресведочен, треба да се сведочи со добри дела. Тој што денес се обидува да чини чуда како верник, бара лажна слава и пофалба од луѓето. Гледаме дека црковните таткови се труди да го објаснат отсутството на апостолските чуда и да дефинираат нивната висинска цел. Чудата биле дадени не да се спасат луѓето преку нив, туку да се потврди авторитетот на Христос и апостолите и да се привлече внимание на нивната порака. Покасно во средниот век одново се говори за чуда и исцелувања кои ги вршат светците, но сето тоа е сврзано со суеверие и легенди. А денес ете дочекаме и кај протестантите да се прави истото. Но ја би цитирал тука една препорака од Господ во проповедта на гората. Секој што ми вели Господи, Господи, нема да влезе во царството, туку оној што ја врши волјата на мојот Отец кој е на небесата. Во оној ден мнозина ќе ми речат, Господи, Господи, не пророкувавме ли ние во Твое име?
А тогаш јас ке им јавам и ке речам, никош не сум ве познал, одете си од мене вие кои вршите беззаконие. Овие чудотворци со чија сила работеле? Со Божија или сатанска? Кои се тие па поголеми дела? Во Јован 14 глава вика вака: Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, ќе ги врши и тој. Ќе прави поголеми дела, зашто јас одам кај таткото. Чудна изјава. Можете да замислите, ние сега поголеми дела да правиме? Вистина ли е тоа? Што мислил Господ кога кажал ова? Делата што тој ги вршил биле многу големи и чудни. Претворил вода во вино со еден збор, наредил бурата да стивне. Илјадници губави, слепи, глуви, сакати, за момент се излекувале. Демоните излегле од луѓето, мртви воскреснале. Со една наредба умножил храна и илјадници луѓе јаделе и се најаделе. Од овие надприродни чуда тие никому трајно не помогнале. Замислите да јадеш од тоа, тој ручек бесплатен, ама после 5 сати пак ќе огладнеш. Оздравените по одредено време пак се разболеле, може би од друга болест. Човек умира кога се разболи еден орган. Сите органи се потребни, али сите подеднакво не стареат. Еден орган ќе попушти и готово. Воскреснатите пак морале да умрат. Наситените пак се огладнели и така натаму. Целта била привремена, се привлече внимание на Христос, неговата личност, неговото учење. Христос умножил леб, бидејќи тој е лебот на животот. Христос е воскресение и живот. Христос е патот, вистината и животот. Христос е пат до таткото. А сега поголеми чуда нема да правиме, но поголеми дела правиме. Значи, да разликуваме чуда и дело. Рековме чудата немаат вечни последици, а и делата имаат. Христос мораше да се врати кај таткото. Кој ќе продолжи неговата работа? Божјата намера не била да сведочат ангелите, туку верниците. Ако денес ти се појави ангел, ти бидеш толку исплашен што ќе паднеш на колена и на челото. И не ќе знаеш што да правиш. Пишува, таму вика Данијел, и ме охраби, вика ме подигна. Сега делата ќе ги вршат тие кои поверувале во него. 10 дена после воскресението Господ испрати Свети Дух и ги крсти во Духот. И така се создаде Христово тело, црквата. Учениците, исполнети со Свети Дух, добија храброст и духовна сила, увереност и со проповед посведочија. И се родија 3000 души на денот на Педесетницата. Толку луѓе не се обратиле за време на целата служба од 3,5 години на Исус Христос. Тоа се тие поголеми дела. Со тие дела се решаваат за секогаш најважните потреби на луѓето. А тоа се простување на гревовите, добивање на вечен живот, победа над гревот и сила да не се греши. Господ Исус со својот живот, смрт и воскресение го озможи тоа и го отвори патот за поголеми дела. А тоа е проповедено Евангелието, преку кој луѓето се спасуваат за вечност. Ако ние сведочиме со збор, живот и дела, луѓето ќе се спасуваат, тоа е поголемото дело. Дали сме свесни колка е таа промена? Да се сетиме ние какви бевме и какви цели во животот имавме. Зашто живеевме порано, зашто живееме сега? Дали има разлика? Се смета дека еден голем евангелизатор во Америка, Двајт Муди, со своето проповедање обратил во верата 1 милион луѓе. А колку е големо тоа дело? Овие дела ќе продолжат да се вршат се до повторното доаѓање на нашиот Господ, која ќе не земе на небото и да добиеме вечен живот и нови тела. И на крај заклучок и поуки. Заклучок и поуки. Денес на црквата не се потребни знаци и чуда и нови објави, бидејќи преку Христос и апостолите сме ги добиле сите потребни објави, потврдени со знаци и чуда. Го имаме изборот Божи во целина, го веруваме и проповедаме, а тој збор и проповед доведува до поголеми дела
наново раѓени вечен живот. Го прашале некој човек, веруваш ли ти дека Христос ја претвори водата во вино? Да, рекол тој, верувам, ама верувам и уште повеќе од тоа. Христос кај нас дома ја претвори виното во вода. Тој бил роб на алкохолот и Господ го ослободил од таа зависност. Преку верата во Евангелието луѓето стануваат нови создани, го победуваат смртта и светот и гревот. А како се случува тоа? Светото писмо вика, преку верата доаѓа преку слушање, а слушањето од Словото Божјо. Значи, ни требаат луѓе што го знаат Словото Божјо и знаат да го проповедаат. Ја би додал уште и тоа Светото писмо го вели, и треба Бог да ги повика. Човек треба да има внатрешен позив дека Бог стварно сака да он да биде служител на Словото. Уште би можеле да кажеме и случката на богаташот и Лазар, кога богаташот се најде во пеколот, го молеше Аврам да го испрати Лазар кај неговите браќа, да ги предупреди за опасноста, бидејќи тој мислеше ако некој се врати од мртвите и посведочи ќе поверуваат ќе се спасат да не додат во пеколот. Значи барал чудо. А Аврам му рече, ако не го послушаат Мојсија и пророците, дури и некој да дојде од мртвите, нема да поверуваат. Дали се согласуваме со ова? Богаташот барал значи и чуда, а не го верувал Божјиот збор, објавен преку Мојсија и пророците. Затоа и се нашол во пеколот. Случајот со апостол Тома, тој сакаше да види за да поверува. Не му беше малку сведоштвото на другите апостоли. Христос му е задоволи радозналоста и му порача на крајот, поверува бидејќи ме виде. Блажени се оние кои не виделе и поверувале. На овој начин Господ и опаќа и ова наше време во кое треба да веруваме без да видиме врз основа на сведоштвото на верните. А за оние кои бара знаци и чуда, како што беа фарисеите и садукеите, Господ има ова порака. Род лош и прелюботворен бара чуда. Тие барале знаци и чуда, а не сакале Господ да ги ослободи нивните гревови и зависности. Тоа Господ го остварува преку наново раѓање. Денес не ни требаат ново апостоли, не ни требаат ниту нови пророци. Денес ги имаме комплетното Свето писмо. Не требаат чуда и знаци, бидејќи Бог во своје време посведочил. Потребни се луѓе, мажи и жени кои веруваат и се исполнети со Свет Дух и способени за поголемите дела преку проповедање. Луѓето наново да се раѓаат, да се спасуваат. Само така ќе се исполнат Христовите зборови. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Ја размислував за поуки. Нашиот брат Викторио во своите проповеди на крајот секогаш дава некои поуки и тоа е вака, он систематски го учи проповедањето и теологијата. А секој што учи систематски некоја наука, најдобро знае. Например, некој можда знае нешто од некоја наука, ама друго е на факултет да учи целата наука. И размислував и вака, изведев некои 4 поуки. Да не завидуваме на оние кои се фалат со некакви нови дарови. Дали им завидуваме? Дали им љубомориме? Да не дозволиме да ни положат раце врз главата, да добиеме некој сомнителен дух. Зашто и на едно место вика на апостол Павле, не полага раце на секого. Што значи тоа на главата да му положиш раце? Тоа физиолошки ние не знаеме што значи, ама да внимаваме на тоа. Медицината вика мозокот нешто, има некое големо значење. Ако имаме некоја неизлечива болест или вродена мана, која не може да се исправи со медицината, да се задоволиме со Божјата благодат и храбро да сведочиме за нашиот Спасител. Како оние што ги спомнав, што ем се хендикепирани, а им сведочат. Нивното сведоштво има голема сила. А ние, може би, сме целосно здрави и прави, а стално нешто мрмориме, незадоволни. Четврто, да се радуваме на големите ветувања кои ни ги даде Спасителот и со радост да го чекаме грабањето или воскресението за нов живот, каде нема да има ниту болки, ни страдања. Амин. Толку е на тоа проповед. Можда траеше долго, се извинувам.
Јас ќе се благодарам сега во името на сите вас. Господи Боже наш, фала Ти за оваа прилика, фала Ти за овие зборови. Се, Господе, што беше добро, Ти одобри го. Ако нешто погрешив, Господе, Ти поправи тоа. Фала Ти, Господе, што и кај нас имаш луѓе кои учат теологија, спремни се да Ти служат, Господи. Ти благослови ги изобилно и ова црква да се наполни со спасени души, тоа да бидат нашите поголеми дела, а не да се фалиме едни со своите дарови, кои се може би лажни, туку, Господи, да се фалиме со Тебе и Ти да бидеш наш водач, наш спасител, наш искупител. Те молам, благослови не сите нас, да бидеме задоволни со Твојата благодат, да не бараме преку легбот погача, што вика наречет народ, туку да бидеме задоволни со она што ни даваш. Те молам, благослови не сите и до следната средба, Господе, да бидеме со Тебе пак во името Христово. Ти благодарим.